ден, почитувани гледачи, и добродојдовте во новото видео издание на порталот Работник. Денеска наш и ваш гостин е Тодор Стојчевски, поранешен новинар и докторант на факултетот за медиуми во Љубљана. Тодор, ти благодарам што се согласи на ова интервју. Здраво, Бобан, здраво и на вашите гледачи. Се надам дека имаме убаво интервју и дека ќе ви кажам некои информации што ќе ја заколицаат вашата фантазија и вашата реалност. Прво, да почнеме, бидејќи вие сте новинар некаде на повеќе од 12 години, имате работено како новинар, така? Да. Кажете ми, кој е вашиот новинарски бекграунд? Значи, јас завршив факултет за новинарство или за новинарство во 2000 година. Значи дека 96-та година запишав студии по новинарство и заедно со една прекрасна генерација на колеги тогашни студенти, а денес актуелни новинари кои што се дел од уредувачките тимови на нашите медиуми. 2000 година дипломиравме и тогаш веднаш почнав да работам во еден дневен весник и еден неделник, кој што се нарекува Македонија денес и денес. За жал, и двата вестника не ја преживеа новата реалност. Тие се дел од минатото, дел од моето минато, дел од минатото на самата држава. Потоа работев во многу редакции, меѓутоа исклучиво во печатени медиуми. Значи, за мене пишаниот збор ја имаше вредноста на моето изразување и ден денес најмногу комуницирам преку пишан збор, меѓутоа нормално ги знам техниките на комуникација и преку пишан и преку говор, пишан збор и преку говор, и затоа мислам дека и ваков тип на интервјуа, каде што имаме и видео контекст или видео обраќање, се многу поефективни. За мене сепак мојот стил на обраќање кон јавноста секогаш бил преку пишаниот збор. Работев, значи, во многу медиуми, како што кажав, речемо типот на форум, претпоставам дека јавноста го знае списанието форум. Потоа работев во специализирано списание за земјоделство, Моја земја. Работев во Институт за мир, кој што беше од Лондон, значи War and Peace Reporting. Работев во еден проект кој што го финансираше Франција, се однесуваше за млади новинари, колеги млади новинари. Работев и во последниот медиум во кој работев беше портал кој ден денес функционира и се нарекува Журнал. Тоа е нов медиум кој што се базира на дигиталниот свет и затоа денес имаме тие дигитални медиуми или интернет портали. Во меѓувреме, благодарение на моето искуство, 12 годишно кој што кажавте, и благодарение на теоретската наобразба како новинар, кој подоцна и магистрираше во сферата на медиумите, држам и некои предавања и обуки на млади колеги и моментално сум ангажиран како новинар советник во медиум за интернет медиум, дигитален медиум, кој што опфаќа и таргетира студенти роми. Значи, сепак и на веќе мислам дека некој известен период работиме со нив во насока да создадеме новинарска публика и да создадеме новинарски тимови експерти во кај ромската популација, која преку комуникацијата ќе ја креира реалноста на тоа население во државата. Така. Бидејќи го имате вие фатено оној мал дел од поранешна Југославија, претпоставувам, така? Сега, може ли да ми направите разлика помеѓу новинарството тогаш и новинарството денес, од аспект на слобода на медиуми, на слобода на новинарот да може да го напише текстот без да има
притисоци од страна на уредникот или од трети фактори и така натаму? Значи, јас сум роден во поранешна Југославија, меѓутоа кога таа држава постоеше, јас бев основно образование и самиот распаѓање на државата ме затекна при крајот на основното образование. Тогаш се сеќаваат генерациите од тоа време, постоја само неколку медиуми, повеќе телевизии, значи беа тогаш македонска телевизија 1-2 како програми, постоја вестници на национално и на наднационално ниво, значи на македонско и на југословенско ниво, и тоа беа сет од десетина медиуми кои што опфаќаат целата држава и тогаш се нарекува масовни медиуми. Во тоа време, значи ова говорам за периодот некаде до, да кажеме, до 2000 година. Кога јас почнав својата кариера во новинарството, а верувајте, немавме компјутери, се уште работевме на машини за пишување, имавме една категорија на колешки или колеги кои што денеска не постојат, се нарекува дактилографи, и новинарот ги тиеше на терен, значи да работи, бидејќи немаше компјутер, немаше ниту мобилни телефони како сега што има, тоа се јавувавме од терен во редакција, од обичен телефон и таму другата колешка дактилографката ја пишуваше веста со која ние претходно сме ја напишале на хартија. Значи од тоа време. Се сеќавам пред самото дипломирање го отворив првата имейл адреса, која и ден денес ми е во функција, и тогаш за тоа беше потребно, значи за самото отварање на имейл адресата ни требаше барем ангажман на 20 до 30 луѓе, кои што за нас беа експерти во отварање на имейл адреси. Така. И подоцна почна се воведе технологијата, веќе 2000-2001 за жал имавме нели конфликт кризен, и во тој период технологијата влезе во нашиот живот сериозно, подоцна се приклучија и мобилните телефони и продолжи развојот на новинарството во овој дигитален свет. Во однос на вашето прашање за слобода на изразување, слобода на пишување, слобода на мисла, видете, уредувачката политика секогаш била иста. Новинарот како новинар секогаш имал право да се изрази, да го каже својот став, своето мислење, меѓутоа во рамките на одредена уредувачка политика. Тоа значеше профилирање на медиумите во различна политичка провиненција, економска провиненција, како сакате да дефинирате, меѓутоа во рамките на самиот медиум, како медиум, секој новинар имаше можност да се изрази. Јас се сеќавам на тие долги редакцијски колегиуми ги нарекувавме, секое утро во 9 часот, седнувавме сите колеги и разговаравме за тоа што ќе содржи утрешниот број на весникот. Значи немаше стихијно работење, кој претпоставам дека денеска дел од овој брз начин на живење, туку едноставно се планираше весникот за утрешниот ден. И ние многу ретко се случуваше тоа што сме го испланирале, да не биде реалност текот за наредниот број. Доколку се разбира во текот на денот не се случила некоја премногу сензационална и фантастична информација и вест, која ќе го наруши концептот на планираниот ден. Мислам дека слободата на изразување секогаш била на предмет на интерес, ако можам да кажам, и предмет на обид за контрола од страна на властите. Кога велам власт, не мислам само на политиката. Тука била и контрола од страна на економските моќници. Така. Затоа што знаете, во новинарството имате 3 начини на пласман на информации. Едното е политичка моќ, во тој момент кога политиката налага што треба да се објави во јавност. Второто е економска категорија или економска моќ, каде што парите диктираат. Така. Што медиумот ќе објави. И третото е професионални стандарди. Доколку професионалните стандарди успеат да надвладеат, тогаш имате и професионално новинарство, имате и слободно изразување, имате и демократија. Доколку другите два сегменти надвладеат во пренесување на информациите или креирање на реалноста од страна на политичките или економските моќници, тогаш се очекува да имате и извити оперување на реалноста. Да имате сосема поинаква слика
од тоа што новинарството треба да го покаже преку своите професионални стандарди. Така. Тука би сакал да едно подпрашање да ви поставам. Од кога се појави тој термин владини, провладини, невладини медиуми? Конкретно не знам, точно не знам, меѓутоа некаде мислам дека ние уште кога почнав јас да работам, да се занимавам со практично новинарство, тие термини беа во функција. Значи јас се сеќавам во 2001 година, тогашниот Македонија денес беше во опозиција. Тогашниот дневник исто така беше во опозиција. Од друга страна постоја Нова Македонија, Вечер, ако добро ме држи меморијата, кои што на некој начин беа дел од системот. Затоа велам дека провладини медиуми не се подразбира дека тоа се провладини медиуми во смисла на диктирање на уредувачка политика, барем во тоа време така беше, туку дека застапуваат една уредувачка политика која што е слична или блиска на актуелната владеачка политика. Односно, малку подоцна се дојде до фузирање, до спојување на овие две категории. Веќе не постоеше самостојна уредувачка политика, туку таа беше дел од таа владина или контравладина политика. Или бе комедиум целосно со владата, или сте на другата страна на паричката, на приказната. Во ред. Следно би ве прашал дали вие во времето ти кога си работел новинарство бевте постоеше синдикат, дали бевте синдикално организирани? Да. Да. И како тогаш една споредба сега почитување на работничките права на новинарите тогаш и денес од она што гледате, нели низ ваш аспект? Тогаш постоеше познатиот сојуз на синдикати, подоста се појави Конфедерацијата на слободни синдикати, КСС, се појави и некои други синдикати, и тоа се двете најголеми организирани форми на синдикално организирање, издружување. Во новинарството конкретно не постоеше тогаш синдикат, кој што ние ќе го нарековме самостојен синдикат на новинари во Македонија, како сега што постои, ССНМ. Меѓутоа постоја синдикални организации во рамките на самите медиуми, кои што на некој начин се обидуваа да бидат баланс на собственичката структура на медиумот. Значи, од една страна беа собствениците на медиумот, кои што диктираа своја уредувачка политика и во однос на работничките права на новинарите, и од друга страна имавме организирана форма на медиумски работници, на новинари, и новинари кои што се залагаат за своите права. Јас се сеќавам 2004 година, 2004 година имаше еден дневен вестник Време, каде што ние со една екипа од новинарите се организиравме внатрешно, синдикално, против тогашната собственичка структура. Затоа што почувствувавме дека има еден вид на неправда внатре во самиот медиум, меѓу новинарите. Подоцна, за среќа, созря и идејата, која стана и реалност, се организираше сојузот, односно синдикалната организација, или на новинари во Македонија, ССНМ. Колешката Тамара Чаушидис беше многу ангажирана. Јас учествував делумно во создавање на тој синдикат, меѓутоа не станав дел никогаш од синдикатот, затоа што заминав во друга професија. Така. И ме радува што новинарите имаат синдикално се организирани и мислам дека треба поактивно да се занимаваат со своите работнички права и новинарите и медиумските работници, да бидат поангажирани во нивно остварување, затоа што ако верувате, една од најтешките теми со која сум се соочил во своето професионално действување како новинар, било темите кога пишувам за обесправените работнички права во другите професии. Во смисла на тоа дека јас ќе напишам дека денеска штекуваат синдикатот на медицински работници затоа што не зеле плата,
во исто време знаејќи дека и јас немам земена плата. Так. Меѓутоа јас немам каде тоа да го кажам. Так. Во таа насока секогаш кај мене тоа давало еден вид на револт. Так. Како новинар кој што за среќа еве сега преку оваа форма на синдикално организирање имаат можност да ги изразат своите работнички права. Потоа да зборувам делот на отпуштање на новинари. Значи тоа беа за сопствениците на медиумите тоа беше само една техничка одлука. За новинарот тоа беше судбинска приказна. Так. Кој што решаваше судбини, затоа што видите, новинарството е професија која што многу тешко се менува. Так. Новинарството е професија во која се заљубувате и цел живот сте новинар. Јас иако сега не практикувам новинарство практично, јас реално сум новинар и мислам дека цел живот ќе го посветам на таа професија и се уште го посветувам еве. И во насока на едукација. Так. Затоа и велам дека новинарството се сака. Има една позната изрека, новинарството вели е многу убава професија, само треба да знаете кога да го напуштите. Пред некој ден излезе една анкета исто од ССНМ, тоест се извинувам, излезе со соопштение во кое велат дека испратиле анкети на 50 работодавачи во медиумите, само 5 одговориле. И еден од нив гласно напишал дека е против синдикално организирање на вработените во медиумот. Денеска тие синдикални организации како што сте имале вие тогаш во рамките на медиум не постојат, сега се синдикално организирани во ССНМ, тука е ЗНМ, тука е МАН и тие јас гледам се обидуваат нешто да направат, но што мислиш ти, каде што треба да се направи конкретно за да може да видат малку новинарите и повисоки плати, бидејќи од 15 до 20 илјади плата според истражувањето на ССНМ. Значи тешка е ситуацијата. Еве јас кога ќе излезам на терен со нив и сите велат, ајде да се организираме, ајде да излеземе наш штрајк, ајде да направиме нешто. Значи се разочарани. Како ова според вас треба што треба да се направи за да може новинарите да почувствуваат некаква придобивка повеќе од својата работа? Сдруженијето на новинари на Македонија и Македонската асоциација на новинари, кои вие ги споменавте, всушност се професионални организации. Нивниот фокус на интерес и нивното влијание треба да биде во насока на подигнување на професионалните стандарди на новинарите како професија. Синдикалното организирање, ССНМ, е самостојно во однос на ЗНМ и на МАН. Да, тоа е јасно, да. И тие, всушност, ССНМ се грижат за работничките права на новинарите и на медиумските работници. Так. Она што во тој момент беше проблематично за тогашниот претседател на синдикатот, е тоа што таа во исто време беше и новинар. И во даден момент, поради тој факт дека беше новинар, таа беше, односно претседател на синдикат, таа беше отпуштена од работа. И тука, за жал, никој не успеа да помогне колешката да се врати на своето работно место. Она што треба да се направи е, според мене, професионализација на синдикалното действување. Тоа значи дека треба синдикалното организирање да биде професионално на ниво, не да биде второстепена работа, не да биде второстепена активност, не да биде во функција само кога ќе имаме последица за решавање, во смисла на мали плати, отпуштени колеги новинари, нетолерирање на колективни договори, немање право на активен одмор. Сето тоа се проблеми со кои се соочуваат нашите колеги. Меѓутоа, синдикатот треба постојано, континуирано да биде активен во остварување на своите визија и мисија и во борба за тие работнички права на новинарите и на професијата. Не само кога имаме проблем. Ние, според мене,
Синдикатот треба да биде професионално организиран. И да е постојано тука, да делува постојано. Кога велиме организиран, се мисли на како институција да действува. Така. Со своја форма на действување, со свој персонал, со своји стручни лица и со поддршка од поголемите организирани форми на синдикално организирање, како што е пример Конфедерацијата. Така. Секогаш тој синдикат на новинари ќе има потреба од стручна, професионална поддршка од КСС. Затоа што новинарите кои што се организирале во синдикални организации немаат доволно време, немаат доволно можност да се занимаваат и со синдикални прашања. Затоа велам, доколку сте синдикален лидер, не би требало во исто време да бидете активен новинар. Значи, синдикатот ќе треба да ви биде вас примерна професија. Примерна, така. А не да бидете вие новинар до 3, а од 6 да бидете синдикален лидер. Така. А тоа значи дека ако сте организирани како синдикална институција, со вработување, ќе имате и плата за вработените, ќе имате и простор каде ќе работите, ќе имате и проекти и ќе се борите на вистина, реално за остварување на синдикалните права на новинарите и на медиумските работници. Сепак тука не заборавајте, би требало и треба се вклучи и академската заедница. Професорите кои што работат на работнички права, професорите кои што работат во медиумите, тоа се колеги професори од правен факултет, кои што според мене треба да седнат заедно и да направат една платформа за синдикално действување на новинарските работници и на медиумските работници. Така. Но што правиме со порноста на газдите на медиумите? И од кај нив има отпорност. Значи го велиме сопственикот на медиумот, сопственикот на организацијата, без разлика дали тоа е медиум или е друго правно лице, има своји интереси. И тоа е легитимно. Тој има своји обврски. Тој треба да обезбеди финансии. Значи, ние како новинари треба да ги разбереме потребите на работодавачите. И тука не е спорно. Тој момент не е спорен. Спорно е нелегитимното действување на тие сопственици. И тоа, според мене, треба да биде во насока на солидаризирање. Доколку се појави одреден проблем за решавање, кај одреден колега. Значи, ако имаме отпуштање на новинар од редакција, треба да имаме принцип на солидарност од другите колеги и да се најде начин и форма да му се помогне на сопственикот на медиумот да го задржи тој вработен или на самиот новинар да најде ново работно место. Овој проблем со кој сега ние говориме за самите медиуми, за самите сопственици на медиуми, се осликува и во сите други форми на организирање. Имате отпуштање кај текстилните работници, и во банкарството, и во земјоделството. Значи не треба, според мене, новинарите не треба да бидат привилегирани од тоа, од остварување на своите работнички права, или од да бидат имуни на отпуштање од работа. Меѓутоа, треба да најдат начин да се организираат и да најдат начин тој предизвик полесно да го пребродат. Или преку ангажман во нова редакција, или преку некоја поддршка на медиумот, кој што се соочува со економски последици, или некоја сосема комбинација на поддршка преку проекти. Меѓутоа, доколку сопственикот на медиум одлучи дека економски не може да го издржи предизвикот да вработува 30 новинари, тоа се знае што следува. И тоа е секаде исто. Јас сум собственик на фирма и од оваа перспектива разбирам што значи тоа. Меѓутоа, многу ќе ми биде драго доколку јас имам потреба, имам предизвик да одреден колега да остане без работа, да добијам поддршка, дали од државата, дали од синдикат, дали од проекти, дали затоа што навистина сопственикот на медиумот треба на крајот да оствари профит. Меѓутоа, тој профит не треба да го оствари на штета на колегите новинари. Според мене треба да се
работи на изнаоѓање на заеднички концепти, затоа што сега се наоѓаме, ние континуирано живееме во криза, меѓутоа сега имаме плюс дополнителен товар од реалноста, каде што медиумите неминовно се на удар. Така. И многу колеги, верувајте, и денес се соочуваат со проблемот на преживување. Меѓутоа не тоа не го изразуваат гласно. Се уште мислам дека се борат преку други форми да дојдат до екзистенција и одржување на медиумот кој што го основале. Така. Вака сега. Има сознание дека во последно време новинарската професија е помалку прилична за студентите. Не се запишува толку на правниот факултет, нели, на факултетот по новинарство сега колку што се запишувале порано. Тоа го слушам и од колеги, и од професори кои што предаваат таму и така натаму. Би сакал да ве прашам како според вас би требало, што според вас би требало да се направи за да новинарската професија биде поприлична за идните студенти? Значи, генерално треба да ги следиме тенденциите за упис на факултети. Во времето кога јас се запишував на факултет, целиот фокус на внимание на сите тогашни студенти потенцијални беше насочен кон општествените науки. Значи, сите сакаат да запишат факултет од сферата на општествено действување. Денес, 20 години подоцна, фокусот е на технички науки. Значи, генерално младите луѓе повеќе се запишуваат во делот на индустријата. И тоа на некој начин е оправдано, доаѓа до промена на размислување, до промена на потреби, до релаксирање на пазарот, кој што претходно беше презаситен од кадри од општествените науки. Значи, новинари, правници, политиколози, економисти, филозофи, филолози, имавме премногу. И сега, поред тоа што имавме премногу понуда, имавме помала побарувачка. Со тоа значи дека платите во тие професии станаа помали. Вклучувајќи тука и професијата новинарство. Затоа тоа е едната фаза дека дека младите кадри не се заинтересирани да работат во професијата новинарство. Тоа е едната причина. Бидејќи реално понудата што ја имаат, што ја даваат сопствениците на медиумите е многу неатрактивна. Додека вие имате просечна плата 300 евра во медиум, во исто време имате 1000 евра во индустрија. И младиот човек го гледа својот економски предизвик и се насочува кон технологијата. Иако исто така живееме во свет на технологија, нели? Технолошкиот напредок денеска во 21 век е многу важен. Привлечност на медиумите. Кога мислам дека сега е моје размислување, кога јас работев како новинар, медиумите има моќ на масовно информирање. Се вика средства за јавно информирање. Тоа значи дека јас како новинар ќе напишам одреден текст или колегата во телевизија ќе направи одреден прилог и тој масовно се споделуваше во целокупната јавност. Денес веќе немаме масовни медиуми. Денеска медиумите, јас ги нарекувам или стануваат дел од така наречени комуникацијски медиуми. Значи, преминавме од информирање во комуницирање. Сега денеска медиумот комуницира со својата јавност. Се обраќа персонално. Кога јас ќе напишам текст, не се обраќам на маса луѓе, туку се обраќам на Бобан, се обраќам на Тодор, влекувам во наводници кажано во спалната на секој човек. Како новинар. Значи, порано масовно го правевме тоа. И ние сервиравме една информација која што пласиравме во јавност и сите ја слушаа. Или ја читаа, гледаа. Денес се обидуваме да го персонализираме тој пристап. Секоја вест да има свој читател. И затоа имате ви денеска една маса на медиуми, една плејада на бројки во новинарството, во медиумите, каде што не знам, тој плурализам доведе до други предизвици кои што денеска не се тема на разговор. Меѓутоа, верувајте дека новинарот како професија
веќе го губи својот примат, затоа што денеска новинар може да биде секој. Така. Младите генерации го користат својот мобилен телефон и на тој начин стануваат новинари. Младите генерации ги користат моќта на социјалните мрежи. Значи информацијата која што претходно ние професионално сме ја обработувале и сме се обидувале да ја пласираме до јавноста во најбрз можен рок, нели? Во зависност од тоа за кој медиум работите, денеска тоа се прави во милисекунди. Ето местото на настанот. Денеска всушност имате медиумот и ја пренесува реалноста во дадено време. Така. Во моментот кога се случува настанот, вие веќе имате сте на теренот, сте на местото на настанот преку вашиот медиум. Така. И тука мислам дека нашата професија новинарство би својата атрактивност и привлечност. Значи веќе се помалку и помалку според моето размислување и мојата теоретска елаборација што јас размислувам, ќе имаме се помалку и помалку организирани форми на медиуми, организирани форми на редакции и овие да речеме телевизиски вести во 19 часот кога сите стануваме да гледаме вести, веќе не постојат. Денеска секој добива информацијата во тој момент кога тој има потреба да ја добие. Јас сега го отворам денеска мобилниот телефон и веќе јас кажувам кога ќе гледам вести и кога ќе читам информации. Така. А порано бев темпиран што да правам во текот на денот, веќе во 19 часот навечер, 19:30, да седнам пред својот ТВ приемник и да слушам и гледам вести, односно наутро во 7 часот на доручек да читам вестник. Така. Денеска информациите ги добиваме пласирани во секоја секунда. И за крај имам уште едно прашање. Што би им порачал на младите колеги новинари? Како најдобро да се постават кон професијата? Значи видите, 21 век е век на флексибилност. 21 век е век на информација. Тоа значи дека треба да бидат отворени, да бидат флексибилни, постојано да учат, постојано да бидат љубопитни за добивање на информации. Новинарството е професија на љубопитност. Доколку вие сте љубопитни да дознаете повеќе, тогаш ќе се информирате, постојано ќе разговарате, постојано ќе учите, ќе читате. Сите овие некои начини на карактеристики кои што го осликуваат 21 век ќе создадат новинари кои што благодарение на својата флексибилност многу лесно ќе можат да ја осликуваат реалноста во која живееме. Значи реалноста веќе не е дадена, не е фиксна. Реалноста не е она што ние знаевме пренесувана преку масовните медиуми. Сега секој од нас ја гледа реалноста на свој начин преку своите технолошки средства. И новинарите како доколку одберат новинарството како професија, треба да ги имаат овие карактеристики. И секако да посветат внимание на изучување на технологијата. Дефинитивно, од една страна да научат да говорат, да пишуваат, нели да се изразуваат како новинари, и од втора страна да знаат да ги користат предностите на технолошките средства. Во таа комбинација со своите психолошки карактеристики од типот на љубопитност, флексибилност, отвореност, преку комуникација секогаш ќе бидат во можност да создадат добра вест, добра информација и да пратат во вистинско време до својот вистински читател, слушател или гледач. Тодор, ви благодарам што бевте дел од нашето интервју. Ми беше чест за што можевме да поразговараме околу нели новинарските маки, болки и така натаму, бидејќи гледаме дека никој за тоа не разговара многу, што велите, новинарите известуваат за туџи проблеми, а своите не можат да ги изразат, така да еве имавме прилика околу тоа да
да продискутираме. Ви благодарам многу и се гледаме следен пат. Ви благодарам и вам и се најдобро.